Со користење на правилата за заклучување, да се докаже дека од хипотезите, значи од овие три хипотези, може да дојдеме до овој заклучок. Ајде да ги видиме хипотезите. Ако не е врнежливо или не е магловито, тогаш трката и тенискиот надпревар ќе се одржат. Ако трката се одржи, тогаш трофеот ќе биде доделен и третата хипотеза не е. Трофеот не е доделен. Дали од овие три хипотези може да се заклучи следното. Врнежливо е. Најпрво во овие задачи ги дефинираме простите искази од кои ни се составени хипотезите. За таа цел ги дефинираме следните прости искази. Врнежливо е, пак ја означам, че имаме прва хипотеза. Ако не е врнежливо или не е магловито. Еден прост исказ кој што ни е потребен е П, врнежливо е. Понатака, друг прост исказ кој ќе го дефинирам тука е исказот Q магловито е. Забележувате дека простите искази не ги земам со негација. Негацијата ќе ја вметнам после со символот. Негација ќе видите како. Земајте ги простите искази како потварни. Може и со негација ќе треба да добиете истото, но ви предлагам во овие прости искази да нема негација. Ајде да видиме. R ќе означиме трката е одржана или трката ќе се одржи. Тоа го имаме. Тука и со S ќе го означиме тенискиот надпревар ќе се одржи. Ќе се одржи. Уште еднаш, каде ги наоѓаме овие прости искази? Ги наоѓаме во хипотезите кои што ни се дадени. Како го правиме тоа? Треба да најдеме прости искази и потоа овие хипотези да ги изразиме со символична логика, по зависност од сврзниците со кои или операторите логички со кои ни се поврзани тие прости искази. За да ја дефинираме првата хипотеза, ќе ни бидат потребни овие прости искази. Ајде да видиме втората. Ако трката се одржи, тогаш трофеот ќе биде доделен. Трката ќе се одржи, го имаме, веќе како, еве тука, како прост исказ, така да само за овај дел, тука ни е потребен уште еден прост исказ. Со теја означуваме, трофеот ќе биде доделен. Трофеот ќе биде доделен. И на крај како трета хипотеза ја имаме трофеот не доделен. За сите три хипотези може да ги изразиме преку овие 5 прости искази кои што ги дефинираме тука. Вториот чекот во решавањето на оваа задача е хипотезите да ги запишеме со јазикот на символична логика. Првата хипотеза како може да ја запишеме? Имаме. Ако не е врнежливо или не е магловито, тогаш трката и тенискиот надпревар ќе се одржат. Да забележиме, имаме ако, тогаш, значи мора да имаме импликација. Ајде да видиме што имаме кај условот во импликацијата, односно кај левата страна, кај импликацијата имаме. Ако не е врнежливо, ова ни е непе, ако непе, или не е магловито, имаме, или ку ни е магловито не е магловито, можеме да го запишеме како тогаш
трката ќе се одржи, имаме. Тоа е R. И истовремено, трката ќе се одржи и тенискиот надпревар. Ќе се одржи. Значи, тогаш R и S. Поради предноста на и или операции пред импликација, тука можете да запишите, но не мора да ги запишете овие заки. Ова ни е првата хипотеза или првата предпоставка. Пишуваме P1 или предпоставка 1. Под 2 ја преведуваме втората предпоставка. Ако трката се одржи, тогаш трофеот ќе биде доделен. Ако трката се одржи, тогаш трофеот ќе биде доделен. Пак имаме импликација. Трката се одржи или ќе се одржи, имаме R, тоа ни е првиот дел, ако трката се одржи, тогаш трофеот ќе биде доделен. Имаме R, повлекува Т. Ова ни е втората хипотеза. Уште нешто. Нема да се буните со времината кои што се во природен јазик, односно македонски јазик и логиката. Логиката не познава таква категорија, значи не прави разлика помеѓу идноминато и така натака време. Треба добро да сватите што значи реченица. Имаме R повлекувате, тоа е втората хипотеза, и последната хипотеза ни е трофеот не е доделен, последната предпоставка, значи ова не е P2. Трофеот не е доделен, ни е последната предпоставка, или тоа е трофеот ќе биде доделен, или трофеот е доделен, ова ако го ставиме, тоа ќе ни биде не Т. Ова ни е предпоставката 3. Што ни се бара во оваа задача? Дали од овие предпоставки, кои што ни се дадени, кои што претставуваме дека се точни, може да дојдеме до заклучокот врнежливо е. До што треба да стасаме? Дали од овие предпоставки може да стасаме до заклучокот П, користејќи правилата на заклучување кои што ги работевте на предавање. Поставуваме овие дека се точни. Дали сега од овие предпоставки може да стасаме до заклучокот П. Ајде да видиме. Имаме R повлекува Т, важи или е точно, и не Т. Кој закон или кое правило на заклучување може тука да се искористи? Може да го искористиме модус толец. R повлекува Т и не Т. Ако направиме на овие две модус толец, може да заклучиме не R. Битно во овие задачи е да пишувате кој правило на заклучување го искористите. Во овој чекор искористив модус толец на 2 и 3. Продолжуваме со задачата. Целта во оваа задача ми е прво да добијам негација на овај дел, па пак по модус толец да тврдам дека во тој случај не може да важи и ова. Како пет? За да дојдам до негација на R и S, што е ова еквивалентно на не R или не. Сакам да дојдам до нешто вакво. Дали тука, ако не R е исполнето или важи, дали ако му додадам, значи вакво нешто, или не S, дали ако ова е исполнето, тогаш и ова е исполнето. Да, значи ова е исполнето, ова или ќе биде секогаш исполнето, било што да ставам тука, или независно од ова дали е исполнето или не. Правиме тука додавање
na 4. Ajde, ova da го презапишем како што го имам тука. Користејќи ги Деморгановите закони, ова може да се запише како негација на R и S. Ова го видовме како се правиа во многу од минатите примери. Значи, тука имаме Деморганови закони на 5. Значи, применуваме Деморганови закони, тука. Ајде сега да забележиме што имаме под 1 и 6. Пак ќе користиме модус толенс. Како беше тоа? Преповлекува Q, ако исполнето преповлекува Q и неку од ова може да заклучиме не П. Ова ни беше модус толенс, кој што и претходно го потребивме во 4. Забележувате дека негацијата на десната страна од ова импликација негирана, значи негирана негацијата на десната страна од ова импликација ја имаме тука. Па, дали го имаме ова преповлекува Q и неко. Имаме нешто повлекува нешто друго и овај вториот дел, односно тоа нешто друго го имаме тука негирано. Па пак може да примениме модус толенс. Како 7, заклучок од примената на модус толенс на 1 и 6 ми е негација на ова тука. Негација на не П или не Q. Рековме, применавме модус толенс на 1 и 6. Го следувам овај израз, да не заборавите за дека решавате, треба да спасаме до заклучокот, а заклучокот ни е П. 8. Применуваме Деморганови закони тука. Негацијата ја вметнувам во заградата. Негација на не П би било П, знакот се менува од или во. И негација на неку би било само Q. И конечно, бидејќи е исполнето П и Q. Ова кога е точно, колеги? Кога истовремено е точно и П и истовремено е точно Q. Па така, од П и Q може да се заклучи само П, кое што ни е потребно, или ова е упростување на 8. Ајде сега генерално што направивме во оваа задача. Прво, дефинираме прости искази со кои што може со јазикот на символична логика да ги запишеме дадените хипотези. Тоа е овај дел тука. Добро правете го тоа, значи дефинираме прости искази. Потоа, користејќи ги логичките оператори и претходно дефинираните прости искази, ги запишаме со символична логика хипотезите кои што ни се дадени, овој дел, или предпоставките. Хипотези и предпоставки е исто, кои што ни се дадени. Понатака, користејќи ги правилата за заклучување од атакувајќи од предпоставките, дојдовме до заклучокот. Конечниот одговор на оваа задача е да, од дадените предпоставки може да се дојде или да се заклучи дека е варнезливо, односно варнезливо.